Почитувани, додека Дуи беа дел од власта, се согласија да се укине балансерот, сега само бараат причина за дестабилизација. Прочитани се. Дуи како власт во 2023 година учествуваше во изготвување на стратегија за реформи во администрацијата од 2023 до 2030 година, во која се нотира дека балансерот има бројни злоупотреби и истиот треба да се укине. Дуи прифатија укинување на балансерот од позиција на власт и тогаш не повикуваа на протести затоа што беа насочени на матни тендери и играње фудбал по канцеларии. Од позиција на опозиција, сега корумпираните функционери од ДУИ не може да местат тендери и тогаш почнуваат да злоупотребуваат етнички прашања со цел дестабилизација. ДУИ само бараат причини за дестабилизација затоа што се плашат дека нивните функционери кои 20 години ја крадеа државата ќе се соочат со одговорност. И додека функционерите на ДУИ 20 години ја ограбуваа државата, јавајќи на бранот на етнички теми, стотици илјади наши сограѓани ја напуштија државата токму заради тие лоши политики. ДУИ се прочитана книга и никој повеќе не им верува. И Европската комисија нотираше дека балансерот се злоупотребува и дека истиот треба да се укине. Тогаш ДУИ молчеше за да краде. Македонија сега оди напред кон економска трансформација, владење на правото и држава во која младите ќе ја гледаат својата иднина.